Намалено производство и послаб квалитет, ова се последиците и негативните ефекти што ги предизвикуваат климатските промени во земјоделството. Како резултат на овие влијанија, земјоделското производство на светско ниво секоја деценија бележи намалување од 6%. За да се надмине овој проблем, потребна е поголема едукација на земјоделците, но и државна стратегија, сметаат од Руралната коалиција. Чинители на локално ниво ќе треба да започнат да превземаат поголем број на активности во насока на облажувањето, на исправувањето со климатските промени, па така, како држава ние сме исправени пред предизвикот на носење на стратегијата за климатска акција, национални планови за климатски акции, кои што, меѓу другото, во себе исто така предвидуваат и обврски за носење на поединечни такви акции, такви планови за климатски акции и на општините. Клучен сегмент во надминувањето на проблемот представуваат младите и нивната едукација, сметаат експертите. Додаваат дека младите се идните двигатели на земјоделското производство, во кое треба да ги применат сите современи методи и мерки за заштита. Целата проблематика е дека треба поголем осврт да се направи во едукацијата на младите, каде подоцна тие практики во делот на климатските промени ќе ги пременуваат на сопствените фарми. Знаеме дека повозрасната популација се почесто и потешко ги прифаќа новитетите во делот на земјоделието и за тоа треба посебен осврт да се направи кон младата популација, односно младите фармери. Климатските промени и долгиот сушен период со високи температури годинава беа едни од главните причини за намалување на земјоделското производство. Според одредени проценки, само во струмичко сезонава, земјоделството бележи намалување од околу 30%.